Почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Државата влегува во должничко сценарио, предизвикано од економското цунами, кое гурива животниот стандард на граѓаните. И со најновата бројка, која што денеска Државниот завод за статистика ја објавија, се однесува на бруто растот, тоест, да бидам прецизен, падот на бруто домашниот производ, влегуваме веќе во рецесија. Затоа имаме богата влада, ама сиромашен народ. Тоа е поради власта која направи пакт со криминалот, кој се нарекува мафија. Едно здружување на луѓе од различни политички партии, но со една цел – личен интерес и богатење на грбот на народот. Се, зашто предупредува во економијата, се оствари. Потрошија 1 милиарда евра, а при тоа резултатите се негативни, невработеноста се зголемува, бизниси капитулираат, извозот е во минус, а денес имаме историски најлош пат на бруто домашниот производ. Подсетувам, во времето на конфликтот во 2001 година ова го немавме. Ке повторам, историски најлош пат на бруто домашниот производ. Таа милиарда пред изборите се стави во джеп и не се искористи паметно, туку за подкуп. Мафијата купуваше гласови, наместо да го помага бизнисот. Мафијата со овие пари се богатеше, додека народот осиромашуваше. 1 милиарда евра е потрошена, а резултати нема. И првиот ден од старата влада со нов мандат, Заев и Дуј не го искористија да помогнат на народот, туку да го сменат деталниот урбанистички план во Тетово, за да може на земјиште на контраверзниот бизнисмен Дака да градат станови и бизнис вреден околу 200 милиони евра. И при тоа видите каков е само тој молк од власта. Молчат и молат Бога да се прескокне темата, затоа што апла се фатени во криминал. Толку ги бива за народот. Единствено се добри само за нивниот джеп. А не чекаат уште потешки времења во економијата, должничко сценарио и раст на сиромаштијата. Десетици илјади наши сограѓани кои ќе останат без работа. И еве, зошто е тоа така, ќе споменам неколку економски параметри. Имено, го убедуваа народот дека треба да се задолжат. Во вториот квартал долгот порасна за речиси 1 милиарда евра. А какви се резултатите? Неколку десетици илјади наши сограѓани останаа без работа, нивните семејства без парче леп, а семејствата за парите кои што ги позајмија и ги наменија за подкуп 500.000 семејства во Македонија, ќе треба тој долг да го плаќаат, за да може мафијата денеска да владе од владата. Ке ве подсетам, јавниот долг е зголемен од доаѓањето на оваа власт. Од третиот квартал во 2017 година, заклучно со вториот квартал во 2020 година, за 1 милиарда и 740 милиони евра, или вкупно 11,8%. Државниот долг пак од 2017 година, заклучно со вториот квартал во 2020 година, е зголемен од 3 милиарди 958 милиони на 5 милиарди 561 милион. Тоа се цели 1,6 милиарди евра, или тоа е за 11,3%. Извозот пак. Само во јули месец, ке ве подсетам, јули месец кој што нема никакви мерки, нема никакви ограничувања, е намален за цели 7,8% во однос на јули месец 2019 година. А пак за периодот од јануари до 31 јули 2020 година е намален за цели 20% споредено со истиот период во 2019 година. Увозот пак. Увозот во јули е намален за 4,9% споредено со истиот месец во 2019 година, или за цели 15,8% од почетокот на годината, заклучно со 31 јули 2020 споредено со истиот период во 2019 година. И конечно, тука ќе завршам со бројките, без да ја оптоварувам оваа пресконференција и граѓаните, а и вас, представниците на медиумите. Ако според економската логика на мафијата наследиле минус 7,8% зголемување на бруто домашниот производ и споредувајќи го
со бројката од четвртиот квартал во 2019 година, дека растот бил 3,1%, па велеа дека од минус 8 го зголемиле на 3,1%. Денеска, според истата таа логика на мафијашите од мафијата, бруто домашниот производ кој што го наследи од минус 0,8 го намалија на историски минус 12,7%. Ете, тоа е таа мафијашка логика и во економијата. Трпај само во својот джеп на грбот на граѓаните. Од оваа мафија, ниту граѓаните, ниту од овие мафијаши можеме да очекуваме додадена вредност, ниту пак подобар живот. Почитувани представници на медиумите, почитувани сограѓани, на денешната пресконференција ќе испратам неколку прецизни пораки. Сите овие бројки кои ги споменав укажуваат на тоа дека народот го чекаат уште потешки времиња. А финалниот удар врз џебот на народот беше кога скришум на шверцерски начин во текот на периодот на одморите ја покачија цената на струјата. И тоа ја качија цената на струјата создавајќи екстра профит за универзалниот снабдувач на електрична енергија. Нов бомбона бизнес. Сметките со поскапа струја наштетуваат сите македонци, албанци, турци, роми, срби, власи, бошњаци. И сите останати сме една иста група на граѓани кои што делат едната иста мака, а тоа е сиромаштијата. Затоа што во исто време владата си ги полни џебовите додека ги празни тие на народот. Отпорот станува наша должност и ова е време кога треба да се биде гласен. И затоа ВМРО-ДПМН повикува на граѓански протест во среда, на 9 септември со почеток од 18 часот, а тоа е прв во серијата кој што ќе ги организира коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН. Поедовна точка ќе биде Министерството за правда, а ќе заврши пред Регулаторната комисија за енергетика, која е маша на власта и која ќе ја повикаме и ќе бараме додека тоа не го направи, да се врати цената на струјата по старо. Имаме скапа струја, а сиромашен народ. И токму поради тоа ќе протестираме во овој прв од серијата која што ќе трае последниот период. Тоа е причината поради која ќе излегуваме секогаш со своји барања. И уште нешто. Да нема изговор од владата и мафијата на Заев дека пари во буџетот нема. Пари има, ама тие не одат кај народот. Пари има затоа што потрошија 1 милиарда евра за подкуп. Трошат над 8 милиона евра за возила. Трошат за колачи и тендери за вафли, додека народот живее на вересија. Им пропадна банка од 200 милиони евра и око не им трепна. Обезбедуваат повластена тарифа за универзален снабдувач на струја и екстра тендери на Струмичка агенција за обезбедување, чии што вработени ги гледавме како држат пресконференција пред партиското седиште на ВМРО-ДПМН во Струмица. Испумпуваат пари на граѓаните преку буџетот, а имаме стотици илјади граѓани кои што живеат со помалку од 50 денари на ден. Ете затоа протестираме, а пари има и цената на електричната енергија мора да биде вратена по старо. И сакам уште една порака да испратам до сите незадоволни политички партии, интелектуалци, синдикати, здруженија, еснафи и поединци. Време е да се обединиме, да ги надминеме нашите разлики и да направиме опозицијски фронт против оваа власт која е мафија и која продолжува да се богати на грбот на народот. И точно е, може би имаме разлики, различни гледишта, може би различни концепти. Ама и во Тетово, Битола, Штип или Скопје, народот го обединува една работа, а тоа е сиромаштијата, против која мора заеднички да се бориме. И мораме да се спротивставиме нова мафија со активен отпор на улица, на протести, и да протестираме за секоја тема, буквално за секоја тема која што ги мачи граѓаните. И ова е отворен повик да се обединиме за да зачуваме државата и да ги заштитиме граѓаните. Не смееме да дозволиме богата влада, богати мафијаши во мафијата, а сиромашен народ. Мора да се избориме за систем, вредности и иднина. И како што реков, мафија не се руши само со една битка, туку со многу битки и труд. А ова е почетокот на нивниот крај. Ние
од тука тргнуваме. Благодарам. Ако имате прашања, повелете, ви стојам на располагање. Огледовите на афера и нарекохте да слушате поврзан странски државјани, транснационални и просто доверите кон лидерите на бојачките партии Совесна и други Зоран Зајки, Алија Петрович. Поврзка со случајот со Сејко. Дали може да ни кажете колку што се работи и вашите кажа? Па, еве веќе трети ден гледаме молк, воопшто ниту има некаков одговор од страна на СДСМ, ниту пак општина Тетово, ниту пак владата даваат одговор, ниту пак Министерството за транспорт и врски дава одговор зошто токму тогаш се случува промената на тој детален урбанистички план со кој што се овозможува дополнителна можност за заработка на 200 милиони евра на контраверзен бизнесмен кој што во еден таков нелегално стекнат материјал го слушавме за време на изборната кампања како споменува провизии во вредност од неколку стотици илјади евра, па потоа го гледавме, демантираше, па велеше дека тие пари не ги зела оваа влада, туку ги земала некоја друга влада, па потоа истиот тој бизнесмен го гледавме како вели дека ветил 2000 квадрати кога ќе помине ДУП-от, тука веќе не може да се вадиме дали било оваа или друга влада, затоа што раководството на општината во која што се менува овој детален урбанистички план и тогаш и во една влада и во друга влада бил истиот тоа раководство, па вели како ќе дал провизија од 2000 квадрата, па неколку милиони евра се споменува за работа која што треба да му биде завршена, а таа работа се завршува веднаш по формирањето на владата. Значи, неколку дена по постигнувањето, еве така да го кажам, на коалицијскиот договор се менува деталниот урбанистички план, со кој што на криминален начин се овозможува да се стекне добивка од повеќе од 200 милиони евра, односно од прилика 120.000 метри квадратни стамбен простор, некаде околу 60.000 метри квадратни се трговски и деловен простор, 20.000 квадратни, ако не се лажам, се резиденцијални куќи и така натаму и така натаму. Но тоа не е се. Овој интеркоалицијски договор предвидува и менување на други детални урбанистички планови. Ке се прашате зошто коалицијски договор помеѓу политички партии предвидува менување на детални урбанистички планови, затоа што тоа е мафија. А мафијата е тесно поврзана со нелегални вредности, затоа што тука нема никаква врска со политика. А такви детални урбанистички планови и такво менување ќе слушнете деновите тука во строгиот центар на градот и зошто се менувани, кога се менувани, која била целта на менувањето на тие детални урбанистички планови. Затоа што обично кога во светот се постигнуваат интеркоалицијски договори помеѓу политички партии, се дефинираат политики, програма за работа и така натаму, а не се менуваат детални урбанистички планови со кои што се овозможува екстра профит на лица кои што претпоставувам имаат определена обврска, како што тоа го слушнавме од овој контраверзен бизнесмен, дел од тие пари и дел од тие средства стекнати како резултат на менувањето на овие детални урбанистички планови да ги вратат онаму кај тие кои што ги менуваат тие детални урбанистички планови. Позицијата на опозицијски фронт имате ли разговарано со другите председатели на политичките партии со Села, со Артин дали ќе го подржат? Денеска на оваа пресконференција јасно, недвосмислено ги повикавме сите политички партии, поединци, сите оние невладини организации на едно општествено обединување против оваа мафијашка структура која што денеска е во владата. Секој оној кој што чувствува дека може подобро да биде, секој оној кој што мисли дека може да биде подобро, јас сум убеден дека има такви и во сите оние официјални наши средби и сите оние неофицијални разговори кои што сме ги воделе, постои сериозен револ постои кај тие луѓе и можност за обединување. Без разлика на нашите, би рекол, можеби различни гледишта на некои работи. Но сите денес имаме една заедничка точка на сврзување, тоа е дека мафија не ја води државата, дека таа мафија ја води криминално и криминогено државата и владата и дека таа мафија е се само не реформска влада, туку е антиреформска влада. Затоа ги повикувам сите поединци за една општествена опозицијска поддршка и само на тој начин со неколку извојувани победи во битки ние можеме оваа мафија да ја повикаме на одговорност, а потоа откако ќе ја смениме и да одговара за сето тоа што му го прави на народ.
Какви се вашите планови, во кои форми ќе бидат, дали го истите форми со протестни маршеви, како може би со блокади, за да се доведе пред влада? Во зависност од однесувањето на владата, во зависност од однесувањето на одговорните, така и ние ќе се однесуваме на тие протести. Се разбира, тоа ќе бидат мирни протести. И тоа ќе бидат протести со кои што ВМРО-ДПМН ќе биде заедно со народот, артикулирајќи ги сите оние неправди кои што му се нанесени на народот, без разлика на која тема, дали национална, дали социјална тема. Доволно недели, би рекол, народот апелира и до владата, апелира и до надлежните институции да ја коригира оваа одлука. Посебно сега зборуваме за темата на овој прв протест, а тоа е цената на електричната енергија. Гледаме дека владата нема слух, а ќе ве потсетам, секогаш во минатото, цената на електричната енергија се одредуваше во месец јуни, пред 1 јули. Само оваа година тоа не се случи на крајот од месец јули, на почетокот на месец август. Зошто тоа се случи? Еве ќе ви дадам одговор. Постои основано сомневање, индиција дека има политичко замешателство до регулаторно тело, кое што би требало да има своји автентични политики, да не објави оваа одлука пред изборите, затоа што тоа некој проценил дека ќе влијае на изборниот резултат, туку да сочека да завршат изборите и потоа да ја објави на шверцерски начин оваа одлука. Сега ВМРО-ДПМН, коалицијата која што ја предводи, бара да се врати оваа одлука на преразгледување, да се намали маржата која што универзалниот снабдувач ја приходува во овој момент и на тој начин ќе имаме доволно пари за цената на електричната енергија да не биде поскапена за граѓаните. ВМРО-ДПМН ќе предупредува за сето она кое што е ветено од страна на оваа влада, а ветување дадено во програмата и пред изборите, доколку нема слух, тога заедно со народот ќе се бори и на улиците, ќе се бори и во собранието, и во институциите. И така ќе биде од сега понатаму. Затоа што гледаме дека оваа мафија која што денеска е во владата, ниту има слух, ниту пак знае како да се справи со вистинските проблеми на граѓаните. Да завршам, реакцијата на опозицијата, реакцијата на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН ќе биде онаква каква што ќе биде акцијата на оваа мафијашка влада. Господин Мицкоски, владата деновива најавува 4 сет мерки во економијата. Ваш коментар околу тоа? Јас тоа го слушав и го читав викендов во различни интервјуа дадени од страна на двајца ресорни министри кои што работат на полето на економијата. Не можев да се изначудам, затоа што бројките кои што се екзактни се сосема спротивни на она што тие го кажуваат. Во ред, ја разбирам да се шири оптимизам, да се влева оптимизам, но тој оптимизам, ако не кореспондира со бројки, тогаш има знак на равенство и се вели лага. Лошо е кога, како министер, го отпочнувате својот мандат со лага. Тогаш таа лага, велат, како дрвото ќе биде насадено, така и ќе израти. Ќе ве следи из целиот мандат и тогаш ќе го добиете епитетот лажго како тој кој што ја предводи оваа влада. Сега, ајде да се вратиме на третиот пакет. Од третиот пакет, ако го погледате, реализирани се само оние мерки кои што требаше да направат подкуп, односно поделени се во очерит. Еве ќе ве потсетам на една мерка која што беше ветена во третиот пакет, се сеќавате, требаше во септември да имаме викенд без ДДВ. И го нарекува викенд без ДДВ, помина еден викенд во септември, сега е позади нас. Дали вие слушнавте за таква мерка, дека ќе имаме викенд без ДДВ? Имавме две владени седници. Едната се рушеше оваа речија дивоградбата кај Мавровка, а втората владена седница се делеа мандатните писма. А можеше да се донесе одлука, еве, овој месец септември сите викенди да бидат прогласени викенди без ДДВ. Зошто тоа не го направија? Еве, тоа е третиот пакет, не мора четврти. Еве ќе ги дадам уште една мерка, која што требаше во септември месец, предвидува 31 милион евра како поддршка на бескаматни кредити и 30% субвенција за кредити дадени за жени кои што водат бизнес, кои што вработуваат млади луѓе и се извозно ориентирани. Слушнавте некаде дека таа мерка се имплементира? Еве, трета мерка ќе ви дадам. Исто во септември требаше, предвидува 150 милиони поддршка за стопанството, така што државата ќе гарантира пред комерцијалните банки за кредити кои што ќе ги земат домашните компании. Дали слушнавте нешто дека се случува во септември месец за оваа мерка од третиот сет на мерки? Ама затоа пак ќе слушнете дека поддршката била неколку стотици милиони и така натаму. Само лага, неправда
но тоа јас не можам да очекувам ништо повеќе, ништо помалку од мафија. Ова се мафијаши кои што со лага, подкуп, закани, уцени и притисоци владеат еве веќе 4-та година од државата. Така што мој совет е до овие министри, бидејќи се едниот и другиот нови, не беа во онаа претходна мафијашка структура со овој ист мафијаш кој што ја предводеше таа мафијашка структура. Немојте да го почнувате мандатот слугувајќи му на овој мафијаш, слугувајте им на граѓаните бидејќи тие ви ја дале довербата. Завршете го првиот, третиот пакет сет мерки, а потоа отпочнете го четвртиот сет пакет мерки. Заменици министрите се навистина лукс за нашата држава. Кој е вашиот став, дали се согласувате или помислите дека се може? Јас нема да го коментирам господин Пендаровски и тоа го кажавме во минатото, но оваа тема ние ја коментиравме во кампањата и нашиот носител во изборната единица 1, професорката Гордана Силјановска, тоа јасно го зборуваше дека луксус се заменик на министрите во владата на Република Македонија. Така што оваа тема уште многу пред да се сети господинот Пендаровски, ВМРО ДПМН е носителот во изборна единица 1, уште пред неколку месеци ја коментираше, но добро еве што конечно после неколку месеци господин Пендаровски се сетил дека и оваа тема покрај тоа што овозможуваше преку воената состојба подкуп и учествуваше во сето тоа, дека постојат и луѓе кои што пред него ги отвараат овие теми и зборуваат на таа тема. Дали имате план за динамиката со која што се содржувате и да реагувате протести во Божина? Дали имате план со која динамика ќе бидат или ќе се водите ад хок од тоа што ќе се случува општествено, па ќе ги организирате тематски како овој протест? Дали може би да заврши се ова со едно бугарско сценарио, не мислам од аспект на чувството, туку од аспект на динамиката на протестите, кога што има 6 дена сега протест? Нацрт план имаме, но се разбира, како што дадов одговор на вашата колешка, нашата реакција ќе зависи од акцијата на владата. Ние нема да протестираме затоа што така сакаме да протестираме, туку ќе протестираме заедно со народот, бидејќи ВМРО ДПМН е народна партија. И најпрво ќе предупредуваме. Доколку гледаме дека тие наши предупредувања не даваат резултат, како што беше сега ова со електричната енергија, тогаш не ни останува ништо друго и тогаш протестот станува форма со која што ќе се спротивставиме на власта, а истовремено и во рамките на парламентот ќе работиме за целосно детронизирање на нова власт. Јас сум убеден дека овие протести нема да завршат со бугарско сценарио, туку ќе завршат со македонско сценарио, кога ова мафија на власт ќе биде поразена.